Председателот на Собранието Африм Гаши апелираше до пратеничките групи да покажат политичка волја и да постигнат договор за избор на народен правобранител, нагласувајќи дека е недозволиво институцијата толку долго да биде без прв човек. Тој најави дека лично ќе се ангажира за надминување на блокадата и веднаш ќе свика седница доколку се постигне компромис. Во Собранието во моментов течат и пратенички прашања. Согласно праксата, секој последен четврток од месецот пратениците да поставуваат прашања до представниците од власта. Таму е колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, како тече дебатата во Собраниската сала на последните пратенички прашања за оваа година? Повели со деталите. Александар, оваа дебата на пратенички прашања почна на невообичаен начин. Председателот на СДСМ, кој е пратеник од оваа партија, Венко Филипче, првим почна со тоа што нема да го праша. Рече дека нема да праша за мигрантите, за резолуцијата, за тендерите, за Алта банка, за загадувањето, за тоа што не очекува дека ќе добие соодветен одговор. Единственото негово прашање е зошто не е преземена некоја развојна стратегија во енергетскиот сектор и зошто мораше да поскапи струјата. За овој негов начин премиерот Мицкоски рече дека му е интересна пиар стратегија, но дека наликува на левица од Али Експрес. Предлагам да чуеме дел од нивната дебата. Зошто после година и пол, скоро 2 години влада, не направивте ништо да го зајакнете енергетскиот сектор, да го зајакнете производството на струја? Зошто не произведуваме со максималниот капацитет на нашите производствени капацитети и мораме да увезуваме скапа струја и да сега мора да се прогласи кризна состојба? Како ја водите држава, како сме заглавени и очигледно сме го напуштиле патот на евроинтеграција, како немате намера ниту една политика да имплементирате, да граѓаните им го лесните животот во контекстот на длабокото. Вие знаете дека јас сум охриѓанец по потекло, а ние охриѓани знаеме каде во длабокото се скока, а кај не се скока. А вие очигледно веќе сте скокнале, како ќе испливате, не знам, вие мислите му. Зошто поскапување на струјата? Ова прашање, господине Филипче, може би најдобро ќе ви го одговори новиот член на вашиот извршен комитет, господинот Бислимовски, кој што е брат на председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Регулаторната комисија по закон, по устав е независно тело. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Тоа што вие го оставивте како влада во енергетскиот сектор, катаклизма е комплимент. Но затоа оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вие се чувствувате како талог? Во продолжение следеше прашање од пратеничката Рина Айдари од Европски фронт за законот за правична застапеност, зашто таа доби одговор од премиерот дека тој закон е веќе одобрен и од Венецијанската комисија. Сега во моментов тече обраќањето, односно поставувањето на прашања на Сања Лукаревска, исто така за енергетскиот сектор. Инаку, како што веќе кажа и ти, предпладнево овде средба со новинарите, редовна средба одржа и председателот на Собранието Африм Гаши, кој побара од партиите да покажат одговорност и да најдат консензус за изборот на новиот народен правобранител, затоа што од 1 јануари таа институција ќе биде целосно закочена, нема да има никој да потпише за плати. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Што се однесува до процедурата и до Собранието, ние сме направиле се таа да тече нормално, но сме затекнати со политичката волја на политичките партии. Знаете дека треба да се изгласа по мнозинство и по голем бадентер, затоа ја користам оваа можност преку вас медиумите да упатам апел до сите политички партии да го одблокираме овој процес, да најдеме решение, да седнат политичките актери, да се
да најдат решение. Ке треба да најдеме други институционални механизми, алтернативи, да најдеме решенија, но јас мислам дека не се исцрпени сите политички капацитети да се најде компромис. И затоа повикувам уште еднашка овие денови да се седне, да се најде решение. Гаши најави дека законот за судски совет ќе се најде во вторник на седница, пошто очекува дека и според новиот закон и новите критериуми ќе бидат избрани и новите членови на судскиот совет, и покрај тоа што Собраниската комисија за избори и именувања веќе предложи еден член, но сега се чека да се случи изборот на новиот закон, пошто очекува дека и тој ќе биде избран според новите критериуми. Инаку кривичниот законник и изборниот законник најверојатно ќе останат за после Нова година.